Инфраструктурното поврзување на Македонија преку железничкиот сообраќај и новите автопатишта е најбитната карика за излезот на земјава од изолација, а новото предлог име за министер за транспорт и врски е полн погодок, коментира дел од експертите откако новиот мандатар Мицковски го најави Александар Николовски за нов шеф во ресорот транспорт и врски. Автопатот Кичево-Охрид, но и брзата железничка линија од Скопје до Ниш, што ќе ја поврзе Македонија со Централна Европа, е од клучно значење за евроинтеграцијскиот пат на земјава, смета аналитичарот Звонимир Јанкуловски. Според него, на ресорот кој ќе го води Александар Николовски, потребен му е таков шеф кој во минатото покажал како се менаџира за да се дојде до резултати. Тој очекува работењето на Николовски да донесе и повисок животен стандард за граѓаните. Кога имате такви инфраструктурни проекти, се уште не завршен автопат кон Охрид, едноставно го барате човекот кој го има најголемото искуство и човекот кој може да повлече во таа област, затоа што токму инфраструктурното повезување на Македонија во наредниот период ќе биде исклучително важно, да не бидеме изолирани како што цело време тече наративот на сега опозицијата, тогаш власта Социјалдемократскиот сојуз и ТУИ. Аналитичарот Александар Ристевски вели дека позицијата транспорт е дадена на Николовски, бидејќи во тој ресор се заглавени милионски проекти, а од досегашниот негов ангажман токму тој може да се справи со застојот во ресорот. Уште повеќе што новата влада најавува инфраструктурен бум, коментира Ристевски. Имаме вице-премиерот на самата влада Александар Николовски кој ќе земе една исклучително тешка, но многу важна за државата полуга, тоа е Министерството за транспорт, каде што цело оној застој што го имавме во задниве 7 години околу автопатите, пругата, инфраструктурата ќе биде под него. Николовски беше меѓународно активен, а и е дел од Советот на Европа каде беше известуваш за повеќе изборни процеси. Тој пред 2 години беше избран и за подпредседател на групата на Европската народна партија во парламентарното собрание на Совет на Европа. Бриселската групација, пак Пријатели на Европа, го избраа како еден од 40 највлијателни личности под 40 години во Европа. По објавувањето на неговото име од страна на Мицковски, тој се заблагодари за укажаната доверба. Би сакал да му се заблагодарам на председателот на ВМРО ДПМНЕ и иден председател на владата Христијан Мицковски за укажаната доверба и чест да бидам заменик председател на владата и министер за транспорт и врски. Да се биде дел од неговиот тим во ВМРО ДПМНЕ беше огромна чест и одговорност. Истото е и за владата. Како што го кренавме ВМРО ДПМНЕ, така ќе ја креваме и Македонија. Народот ни даде огромна доверба, со многу посветеност и напорна работа ќе оправдаме. Ќе правиме убави работи за Македонија. Сега неговиот работен ангажман ќе треба да се насочи кај заглавените проекти на минатата влада. Дел од нив е автопатот Кичево-Охрид, кој 7 години е заглавен, а владата на СДСМ ветуваше дека ќе го заврши уште пред 4 години. Исто така и заглавената железничка пруга кон Бугарија, како и делниците од автопатите за Прилеп и Косово, чија градба споро се одвива со десетици тешки проблеми. Тој воедно ќе биде и заменик председател на владата каде ќе има влијание врз процесите кои политички ќе се одвиваат во земјава. Дел од аналитичарите очекуваат дека Николовски успешно ќе се справи со сите предизвици и Македонија ќе добие инфраструктура од која граѓаните ќе имаат економски бенефит.